Стрелките на часовникот се враќаат еден час наназад. Наместо 3 часот по полноќ според зимското сметање на времето, сега ќе биде 2 часот. Тоа ќе донесе порано стемнување, но и порано разденување. Последните години во Европа во земјава се води јавна дебата дали е потребно да дојде до прекина сезонските промени на времето од зимско во летно и обратно. Граѓаните со кои зборувавме се со поделени мислења. Јас сум да се оставим како што беше старото. Исто стално. Шо е се? 5 месеци назад, 5 месеци напред. Ништо. Разликите се чувствуваат кога доаѓа промената и подолго спиење или пократко. Сепак има разлика и во биоритамот на човекот и во животот. Мене svejedno ми е. Дали ќе биде 1 сат напред или 1 сат назад, не знам зашто што менува тоа. Па тоа го кажуваат по сигурно поразвиените земји, поголемите земји од Македонија. Ние сме навикнати како граѓани со преместувањето на времето и вака јас како граѓанин мислам дека убоси е. И да продолжи вака. Лекарите сметат дека менувањето на времето се одразува негативно на човечкиот биоритам, но и на продуктивноста на работното место. Ова како еден виво експеримент го сваќам дека се направи во човештво. Меѓутоа, резултатите што ги гледаме ние во нашата пракса, поготоа ќе зборам за децата, имаат негативно влијание по мене. Затоа што видите, биолошкиот часовник, биолошкиот ритам се променува. Децата се пораздразливи, не може да го фатат биоритмот на учење, на одмарање. Европскиот парламент во март годинава донесе предлог одлука за прекинување на сезонските промени на времето. Според неа земјите членки би можеле да изберат дали да останат на летно или зимско сметање. Во тој случај, последната промена на времето би била во 2021 година. Од македонската влада велат дека во однос на националната определба околу сметањето на времето престои усогласување на националното законодавство со ЕУ легислативата и од одлуката дали земјава ќе остане трајно во летното или во зимското време ќе биде базирана на детални анализи во која ќе бидат опфатени сите фактори социјални и економски. Од Охрид за гласот на Америка, Мики Трајковски.